Нашиот гостин всушност е долгогодишен пријател на утринската програма. Се запознавме пред многу години кога го основаа Сдруженијето Аутизам МК, па дружбата ни продолжи за време на ковид пандемијата, бидејќи е здравствен работник, па беше вклучен во целата оваа приказна. За сега повторно да се видиме на многу убава тема. Денис Јанкуловски во Македонија наутро, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и веќе јас како домаќин овде се чувствувам. Со која песна го започнавме утрово денес? Па не знам, не ми текнува, така на Facebook шубаво не анимираше и беше 2 години секој ден почнав со песна, ама тогаш беше со така наречено пеење, нешто се обидувавме. Ама секој утро започнува со песна. Веднаш кој ќе станам обавезно пуштам телевизија, нешто обично најчесто VH1, тоа е нешто што од мое време пуштаат музика, така да тргне денот. Само да кажам, јас се извинувам, значи првпат доаѓам во ова студио и да кажам дека прекрасно се чувствувам, дури преска што се насмеевме, ми иде секој ден на кафе да си доаѓам овде. Слободно. Така да навистина е стварно многу убаво и секоја чест долго да ве служи и вие да сте. Дај Боже. Многу убав повод имаме за денешниот разговор. Ја промовирам Другарко, тоа е првата книга, прв обид да се пишува. Многу е убава приказната и впрочем е поврзана со сето тоа за што се борите како кауза во рамки на Сдруженијето Аутизам МК. Да, тоа е всушност еден вид мој придонес во сета онаа борба, нели, начин на кој што се обидуваме и јас лично и секако со огромната помош на сите оние пријатели, другари и секако на најмалите другарчиња кои се со нас. Се обидуваме да ја зголемиме свесноста едноставно за конкретно, ќе кажеме конкретно и за сликовницата, меѓутоа за лицата воопшто за лицата со атипичен развој. На секој начин и преку оние настани што ги правиме, дали на школка, дали работилници, и преку оваа сликовница, ние всушност сакаме да покажеме дека и тие се лица, и тие се деца, значи има и возрастни, нели, затоа викам лица. Лица со име и презиме, лица кои што апсолутно нешто можат, нешто не можат, впрочем како и ние што не можеме, нели, се. Едноставно се равноправни наши сограѓани кои што треба да ги уживаат сите права кои што ние ги имаме. Значи ние не треба некому да дадеме или да одземеме право, не сме ние тие кои што треба да го направиме, едноставно секој ги има истите права. Тоа е овој начин моментално е преку сликовницата, она што особено ме радува, се работи, нели, за аутистично момче во приказната, особено ме радува што излезе токму во месец април, кој е месец посветен на зголемување свесноста за аутизмот. Така да многу работи се поклопија, што навистина ме радува. Сега всушност станува збор за реална животна ситуација, низ која што најчесто поминуваат сите деца со попречености. Да, ова е всушност ситуација во која што сме биле, некој ќе биде, некој ќе се најде, некој близок ќе има свој кој што бил. Искрено да кажам, јас тоа и од почеток кога зборувавме со некој кога ќе ме прашува, ова е можеби некој 80% е моje лично искуство, значи како дете. Јас сум единец, значи немам брат, сестра, меѓутоа сум имало осаменост, друг тип на осаменост за разлика од другарко, односно од било кое друго дете кое што е со атипичен развој. Нели, некогаш нема да те викнат за надвор, некогаш ќе ти речат затоа што, нели, мајка ти работи во школото, кај што учиш, па не те викаат за ова, или такви некои од една страна можда ситни работи, ама кои што навистина значат во детството, во пубертетот или во секоја возраст, едноставно кога некако си, како да речем, не откачен, ама така, некако малку понастрана, што ви рекли. Спомена добро, Ване, ова е реална ситуација. Да. И не само од животот на децата со попречености. Ване, предпоставувам ти се случило, не знам, не може да играш денес ластик со нас. Една од ситуациите на кои што се сеќавам како дете, можеби не било злонамерно или биле премногу, па во моментот сум била вишок, но тоа се тие мали моменти кои што останува на секое дете. Да, а особено па сега гледате кога се работи, да речеме, за детенце со атипичен развој. Дали е аутизам, дали е во количка, дали е физичка или видлива или невидлива попреченост. И сега кај тоа дете или кај неговото семејство уште дополнително плюс има проблем, едноставно навреда, поготово затоа што тие го доживуваат веројатно првенствено токму заради попреченоста од една страна. И сега
Тоа е тоа, на некој начин сите сме били од една страна, да речам, дискриминирани. Сега тоа да не звучи премногу грубо, меѓутоа на тој начин е. Не можеш ти да дојдеш со нас, нели, или нема да те викнат во кино, или ќе ти речат дојди кај игралиштето, а тие отишле на друго место. Значи, веројатно нема кој не доживеал едноставно ваква. Токму така како што спомена Ване, ова е реална ситуација, така и напишано во предговорот од страна на почитуваниот професор Александар Прокопиев, дека ова е реална ситуација, едноставно нешто што се случува секому и за жал, иако се трудиме ние, нели, да го подобриме сето тоа, да ги снемат тие работи, меѓутоа се уште постојат, за жал. Велат, тука на земјава сите имаме мисија. Твојата ја препознаваме ние како медиуми, бидејќи навистина убаво е луѓето да чувствуваат поддршка, дека некој им дава поддршка. Во тој контекст ги спомнавме инклузивните забави на школка. И не случајно во најавата ги споменав и твоите видеа на Facebook каде што пееш. Тоа навидуме можеби за некого едноставна работа, но јас искрено за време на ковидот секој утро го отварав вашиот профил на Facebook, иако не сме пријатели, јас ве следам таму и јас го гледав тоа за да се инспирирам и да ми тргне денот. Со таа цел се и забавите на школка кои што ги правите. Ајде да ја доловиме самата тежина, што таму се случува и зошто всушност се добри тие настани. Наставните на школка е конкретно прво зошто на школка, затоа што јас лично школка ја доживам место каде што има љубов, едноставно каде што се дели, множи, се шири љубовта, едноставно каде што можеби не може да се долови вистинскиот збор. Јас како ја чувствувам школка, тоа место го одбравме затоа што е прво и широко отворено место каде што можат сите да дојдат, значи сите тие забави што сме ги правеле досега. Еве, ќе споменам, нели, требаше овој викенд да биде и петата школка поред. На школка едноставно е инклузија. Инклузија во смисла дека кога ние каниме деца. Значи, секој е дете, секој што ќе чувствува како дете. Нели, јас ако се чувствувам возрастен како дете, можам да си отидам да поиграм кошарка, плочка, да поскокам, нели. Не е битно што и да е. Меѓутоа, сите деца за нас таму се деца едноставно. Точно, различни, секој има различност, некоја, нели, ние двајца сме различни. Така, ама си се почитуваме. Едноставно ги почитуваме разликите, почитуваме и си ги прифаќаме како што треба всушност и да биде нормално, треба така да функционираме. Таму има многу насмевки, многу прегратки, има радост, едноставно огромна радост од секого. Ние сме радосни што ги организираме. Кога организираме, уште порадосни сме кога ќе видиме огромен број на деца, кога ќе видиме како се насмеани, кога трчаат на кај нас да не прегрнат, кога уште од центар слушаш Денис или не е битно било кој. Тоа е она што не исполнува и едноставно што ни е двигател за да правиме и да правиме и понатаму такви инклузивни забави, па и работилници новогодишни имаме. Така да школка е едноставно местото каде што се случува инклузија. И ја докажуваме и покажуваме дека навистина е можна инклузијата. Тоа е тоа. Ова школка ја одложуваме за некои 2 месеци и не знам што ни се случува на секое гостување кај нас. Ден пред гостувањето времето се расипува и одложуваме школка. Се надевам дека не носиме ние лоша среќа, но не има еден филм денот на Марморецот со Бил Марес, значи кај него нешто му се повторува, така да и не знам. Исто и на вистина, значи и ланската година, минатата година во петок гостување, па одложивме нели заради школка. Оваа година исто се случува, така да нешто има, ама ние сме појаки од тоа. Моравме да одложиме, едноставно временски услови не дозволуваат, значи кога ја организираме, кога планираме школка, ние сакаме да ја одржиме, не само колку да се одржи, да се рече, ќе се собереме, ајде, или сега со времево, што се смееме, треба нешто на вода, игри на вода да направиме. Ама поентата е да дојдат децата, да ни дојдат на вистина голем број, затоа што стварно очекуваат голем број деца. Сакаат, а ние очекуваме. Да дојдат да играат, да дојдат родителите да не бидат исплашени дека ако е ладно времето може да настине, па не трчај, а ќе има нели фудбал, ќе има кошарка, па да не се испоти. Сега ние нормално здравјето е пред се, без разлика. Настан може да се одржи било кога. 2022 го одржавме во септември, лани го одржавме во мај, што значи тоа само покажува дека април, месецот на
посветен на зголемување свеста за аутизам може да биде и треба да биде секој месец. треба да биде секој И не само за месец, аутизмот, едноставно за секого. Или, што значи, од другата година ќе планираме после 15 мај. Април веќе го бришеме. Не е, затоа што на школка едноставно не е само аутизмот. На школка се сите типичности, така да веќе не е само едноставно за, иако кауза, односно причината зошто е за аутизам. Таа ќе остане за посетување, меѓутоа и за сите едноставно атипичности. Ке најде другарко пријатели во книгата? Ќе најде, да. Да не откриваме, меѓутоа јас мислам дека секое детенце може да најде пријател, другар, меѓутоа како се наоѓа пријател? Пријателот, другарот се наоѓа со тоа што некој треба да понуди рака. Значи, не сме сите исти. Едноставно, некој може да е посрамежлив, може би тешко почнува комуникација, нели, особено може да е карактеристично тоа за лицата со аутизам. Меѓутоа, секогаш, ги охрабруваме, нели, сите оние други дечиња, ги охрабруваме родителите кои што едноставно се уште имаат некој страф или некој едноставно кочница во однос на децата со аутизмот или децата со, конкретно другарко, правиме муабет за другарко, едноставно да пружат рака, да се доближат од него, да му кажат 2-3 збора, да го привлечат, да дојде на школка, како што другарко веројатно на крај ќе видиме, ќе прочитаме, нели? Да, да не откриваме се. Да не откриваме се, така да тоа е едноставно, како што спомнавте, реална ситуација во која што посакуваме сите дечиња кои што се на некој начин дискриминирани, отфрлени, кои што не само надвор на играње, туку и во училиште, во градинка, се уште го има за жал сето тоа, едноставно да си имаат свој другарко, да добијат. И за крај, сајамот на книга, другарко ќе биде присутен таму? Да, на сајамот е на штандот на Прозарт Медија, на издавачката куќа, каде што можат, нели, да појдат секој ден да се запознаат со другарко. А другарко во сабота на 20 од 13 до 14 часот и ќе им се подпишува на сликовниците заедно со прекрасните илустрации од уште попрекрасната Наташа Костовска. Едноставно мислам дека со 2 збора го долови она што јас го посакував. Така да немам зборови. Некој вика тебе те нацртала, така да не знам зошто. Прво кога го видов детето, те видов тебе. Но па да, ете, тоа е тоа веројатно. Да. Се има зошто. Да. Денис продолжи да бидеш наша инспирација. Ново општество му требаат луѓе како тебе, не сега дека сме во живо емисија, па ова го зборувам. Јас сваќаш тежината на пораката која што сакам преку тоа да ја пренесам, бидејќи обкружени сме со негативни вести, случувања. И вакви херои даваат надеж на сите. И биди ни чест гости. Ке правиме кафе секој утре. И на други теми, да, говориме и на други теми. Благодарам на поканата и благодарам на поддршката секогаш. Значи има поддршката од вас и навистина јас кога доаѓам во утринската си викам јас сега дома сум, така да убаво е да се благодарам. Благодарам многу за гостувањето. Се гледаме ние на школка. На школка на 2 јуни, да, рековме дека е 2 јуни, не кажавме. Здравје Боже, пак ќе известиме сето тоа, а претходно нели да се запознаеме со другарко. Со другарко, апсолутно.